Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Наш гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е Иван Кукич, познато и признато музичко име, не само во Струмица, туку и во цела земја, па дури и веќе надвор од земјава. Иване, добар ден, добре дојде во нашето студио. Добар ден и добро ве најдов и благодарам на поканата. Многу пати те канев да ми дојдеш во емисија, но излегува разни причини и твои гостување на секаде и во земјава и во странство, и еве конечно се случи да ни дојдеш во студио и се сеќам, многу одамна беше последниот пат кога гостуваше заедно со твојот татко Горан Кукич, но еве сега имаме многу убав повод за овој разговор. А поводот се вика You for You. Нешто што ќе се случи во понеделник навечер во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Да ни објасниш што е тоа? Значи, You for You е прво проект што свириме музика од бившите југословенски простори. Значи, едното Ю е тоа, Југославија. Едното Ю е Југославија за тебе. Да. На некој начин. Југославија за тебе, или Да, You for You, You for така, You. на англиски. Инаку Ю беше кратенката на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија и сите ние кога возевме автомобили во тоа време си имавме налепница на моето фиче имаше налепница и Ю. Ете, да. тоа е Ю. Добро. Значи, опфаќаме музика од поп-рок жанрот и се трудиме баш да не биде тоа толку комерцијална музика. Копаме по некои песни Така. што се помалку слушани, а квалитетни. Така. Мислите ли дека со овие песни кои се помалку слушани ќе допрете до публиката или можеби размислувавте на тема ај нешто познато за да ги погодиме? Па луѓето? Искрено на некој начин играме една друга карта. Аха, добро. Како екипа, значи имаме една посебна цел на нашите генерации да им ја пренесеме квалитетната музика, без разлика што не ја знаат и можеби на прв пат нема да допре до сите, ама со тек на времето квалитетната музика си го наоѓа своето место. Своето место, да. Трајните вредности остануваат, иако од распадот на Југославија поминаа многу децении, повеќе од 3 децении, но еве, дури и кај младите, кај вас младите, таа квалитетна музика се слуша, се негува и така натаму, и тоа ќе продолжи и понатаму, бидејќи квалитетот си е квалитет и тој останува за секогаш, како што е случајот со многу познати светски групи кои извадиле своји хитови пред 50-60 години, но тие се уште се слушаат. Така е, нели? Да. Добро. Од каде идејата за You for You, за таков еден проект? Интересно е тоа што концертот ќе се случи во понеделник навечер, а во понеделник е 29 ноември. За помладите, можеби и не знаат, 29 ноември во поранешната Југославија беше најголемиот празник во Југославија, или Ден на Републиката. Да. Тоа е тоа, нели? Тоа не е тоа. случајно 29 ноември. Добро. Секоја чест, се надевам дека ќе предизвикате интерес салата да биде полна. Самостоен е проектот, без никаква помош, така? Да. Добро. Кој од вас е главниот кривец за тој проект? Кому му текна тоа? Многу е интересно. Буквално цела екипа. Цела екипа, цела група? Да. Добро. Проектот е доста интересен. Буквално идејата како дојде, идејата е едноставна. Така. Значи ние, како што мене татко ми пренел како да ја негувам музиката и што да слушам, и така и ние на нашите генерации пренесуваме за тоа да продолжи во нешто друго. Така е, така. Да не застане. Јас што ги знам тие песни од татко ми, од старите, од постарите генерации, многу е тешко младите да ги слушнат негде.
Барем во денешно време во кое живееме во една лоша ситуација во областа на музиката посебно. Така е. Јас често пати се запрашувам што ли ќе ги учат моите генерации на своите деца. Тоа е многу проблематично. За жал тоа е така. Веројатно има повеќе причини за тоа. И зошто порано се правеле добри песни, добра музика, веројатно заради тоа што композиторите, музичарите живееле во некое срекно време, во едно поинакво време. И кога си ти растоварен од разни проблеми, ги немаш, тогаш твориш одлично. Ако имаш наум дека имаш проблеми екзистенционални, не знам, политички и така натаму, безбедносни и било какви, тогаш тешко е до тоа да се дојде. Во право сум, нели? Во право сте. Добро, оти малку е, многумина ќе се прашат како тоа сега млади деца, вие сте родени кое време? Од 95-та до 90. Значи, вие немате абвер од Југославија, ама сепак имате покажување на вашите мајки, татковци, чичковци и така натаму. Ти си дел од едно познато музичко семејство, син на Ленчи Горан Кукич, внук на Вангел и на другиот Вујко. На Дине Вујче Дине, така. Внук на твојата баба која беше исто така пејачка, своевремено почна на Струмичка пролет, и тие се нешта кои те доближиле и до музиката од тоа време и до самата Југославија. Оти, да не се лажеме, јас и Горан Кукич многу како југоносталгичари, признавам, јас сум еден од тие, на 29 ноември се собиравме во некоја кафеа и го прославувавме тој ден, и тоа трае до ден денеска. Убаво е тоа. Ајде да ни направиш некаква компарација, велиш лоша е музиката сега што се создава. Да направиш компарација меѓу музиката која ќе биде присутна во понеделник, во ваша изведба, и музиката која сега се создава во овие 30 години. Каде е тука разликата? Разликата е во тоа што во едниот дел од песните се осеќа љубов, се осеќа емоција, се осеќа музика. Така. А во ниеден случај не се осеќа екзистенција. Да, нема комерција. Нема комерција, нема... Во денешната музика сите прават музика за да бидат популарни, а никој не прави музика за да го задоволи својот дух. Така е, така. И тоа се песни кои живеат само од денес за утре, една година, и потоа се заборават. Јас многу пати низ разговор со некои мои соговорници, не пред камера туку, некаде, сум ги прашал, ајде за тие 30 години наброј ми 30 песни. Ако си во состојба 30 песни кои се создале во Македонија за овие 30 години, и многу е тешко. Проблематично. Проблематично е, така е. Што очекуваш од овој концерт? Очекувам прво да биде прифатено од публиката. Така. Тоа ни е најбитно. Да ја прими публиката правата порака. Така. Секако ќе има квалитетна музика, почнувајќи од нашите легендарни Лепи Сол. Така. Биело дугме, Смак, Ю група, Кербер. Така. Тоа се легендарни група групи. Тајм. Одлично, одлично. Тоа се тие групи кои претежно рок свират, нели свирале, и убаво е тоа да се пренесе на денешните млади генерации, да им влезе тоа во крвта, да знаат како било порано. Одлично, одличен проект. И не само што вечерта се вика You for You, туку сега пред да влеземе во студиово, ми откри Иван Кукич дека и групата им се вика така. Од каде сега? Кој е кумот? Ние немавме име. Така, почнавме бевте безимени. Безимени. И... Добро, добро. Првиот настап ни беше во TNT. Да, во кафулето во Струмица. Да. И беше фантастичен настап. И после настапот сите прашуваа како ви се вика групата, кој е името, што
А вие А ние кревате раменици, немате име. Да. Добро. И бидејќи често одиме во ТНТ и се дружиме и пиеме кафе и се среќаваме многу често со нашиот Никола Маџиров. Да, со познатиот македонски поет Никола Маџиров, Да. наши сограѓани. И често се среќаваме таму, пиеме кафе, разговараме на разни теми, се дружиме и разговараме баш за нашиот проект. Така. И токму него му текна за името U4U. Браво. Никола Маџиров ни е кум. Веднаш ви се Веднаш прифатено. прифатено. Сега не знам дали на кумот му вративте. Знаете како оди тоа на кумот кој ќе крсти дете, мора чорапи, крпа и така натаму. Да го дарувате. Оти многу е убаво името. Многу е убаво. Браво. И кога го прифативте тоа име, живо ме интересира кога го предесе на твојот татко. Аз знам колку Горан ја сака поранешна Југославија, бидејќи живеевме во тоа време, може би нормално е. Што вели Горан за името? Многу му се допадна? Воодушевен. Се воодушеви. Супер. Кој ја сочинува групата? Колку мина сте во таа група? Групата има 4 члена. Добро, ќе ги спомнеме ли? Да. Добро. Зоран Трендов на гитара, Иван Георгиев на клавиатури, Георги Георгиев на тапани Откал да е Георги да е, добро. и јас сум вокал и бас гитара. И бас гитара. Значи ќе има и инструментални композиции, ама и ќе се пее, така? Да. Браво. И морам да кажем за концертот ќе имаме една искусна екипа. Како придружни вокали, тоа ќе бидат Тони Крстев и Тодор Стефанов. Супер, супер. Јас со нетрпение го очекувам овој концерт и топлим го препорачувам на сите оние кои се љубители на музиката, особено на љубителите на добрата музика, да бидат дел од овој концерт. Значи, Национална установа Центар за култура Антон Панов, 29 ноември, во колку часот? Во 20 часот. Во 20 часот. Кај може да се најдат карти? Карти може да се најдат во Рекорд Паб, во Стей, Мала сцена, Батлерс. Супер, супер. Предпоставувам ќе биде преполно, а Се што надевам. правиме ако струмичани речат, малку ние сакаат и други струмичани тоа да го видат. Има ли шанси тоа да доживее некаква своја реприза? Искрено не сме размислувале, ама секако не се исклучува таа опција Така. ако тоа се случи. Така. Јас се надевам дека ќе биде онака како што посакувате. Проектот заслужува внимание од пошироката јавност, не само од струмичката. Може би ќе посекат луѓето и од другите градови таму да гостувате. Добро, нема многу да те мачам, да те прашувам околу концертот, останува да видиме што ќе се случи во понеделник, но еве да се вратиме на темата Иван Кукич. Оваа 2021 година полека, но сигурно истекува, ни останува само нешто повеќе од месец дена. Како во твојата музичка кариера ја оценуваш 2021? Фантастично. Фантастично. Да. И покрај тоа што живееме во услови на пандемија од COVID-19, сепак фантастично. Да. Ајде да направиме една мала ретроспектива. Ти си гледајќи дел од Владко Стефановски трио, добро? веќе 2 години Веќе 2 функционираме години. заедно. Гледајќи ја целата ситуација, тешко е. Да. Тешко е за сите, но на некој начин имавме среќа со маестро Владко Стефановски да патуваме скоро цела 2021 година. Да, каде се бевте? Бевме на турнеја во Хрватска, 20 дена. Бевме Словенија, бевме Црна Гора, бевме Србија, бевме во Бугарија. Ете сега пред некој ден бевме во Германија, имавме 2 концерти во Франкфурт И во Минхен. и во Минхен. Ете сега здравје од Бога не чека концерт во Загреб во Лисински 7 декември. Така. Имавме фантастичен концерт во Белград на Ташмајдан Браво, браво. и некако 2021 се покаже баш позитивно. Браво, браво, За нас. браво, браво. Како поминуваат тие концерти? Колку сте прифатени од публиката? Владко Стефановски е име и презиме и пошироко од Балканот. Баш ме интересира што вели публиката. Какви Тоа се искрено- реакциите? Тоа искрено треба да се почувствува, треба да се Со види. зборови не се доловува, Така е. така? Значи, не е можно
тоа што го гледаме, не Не е реално, Не е мислиш? реално. Така, Баш. така. Добро, прифатени сме сегде баш фантастично. изморедно, така. Немам зборови на таа тема. Така. Оно што мене ме интересира, како ве спои, Господ ли ве спои тебе и Владко Стефановски? Како дојде до таа соработка? Па ние имаме еден заеднички пријател од Струмица, Да? тоа е Чичко Маријан, еве една прилика да го поздравам. Значи, они многу се дружат со Владко. И станало муавет за мене, и Владко изразил желба да се запознае. И тоа беше драма. Кога ми се јавија, Чичко Маријан се јави на татко ми и му кажа Така, нека Владко Стефановски сака да се запозна со Иван. Така. Супер. Јас И од тогаш, кога Владко те слуша на прв пат како свириш, што вели? Вели, ти си дел од триото веќе. Не. Јас се сеќам дека Владко Стефановски трио постои многу оддамна, Да. но екипата беше различна. да, веќе Така. 20 години. Постои Владко Стефановски трио. Така. Јас не очекував буквално ништо. Такви ангажмани, добро. Ништо. Владко после првата среда ми каже дека или после 2 дена, или после 2 месеци, или после 2 години, ние ќе изработиме нешто заедно. Но јас најмалку очекував дека ќе станам дел од триото. Очекував можеби некој концерт, Така. Каде што некое ќе гостување, гостуваш, да. така. а за да бидам дел од триото, не го очекував тоа стварно. Така. И колку триото тебе ти помогна, еве, Иван Кукиш да напредува во својата кариера во квалитативен смисол? Најмногу до сега Така. што сум правил било Така. што сум се занимавал и со музика и буквално од секоја страна. Искуството со Владко Стефановски Владко си е мајстор на својот не се занет. мери со ништо. Така е, така е. Добро, од тие многу концерти кои ги спомна во земјава и во странство, претежно во странство, кој е оној кој би го издвоил како посебно значаен, каде што, еве, ке кажеш, овој концерт никогаш до крајот на животот нема да го заборавам. Секој концерт Си има свој значај. останува Така. и си има свое место. Во Хрватска се случи нешто посебно значајно, а тоа е контактот со издавачка куќа за која вие снимивте и албум, така е? Да, но уште не е мојот албум готов. Така? Тоа е во припрема, Тоа е твој албум, така? лично мој соло албум. Лично. И треба Да биде. да биде. Да, кога? Не знаеш. Уште не се знае. За која куќа станува збор? Станува збор за Кроација Рекордс. Тоа е позната продукција во секој случај и видов слики со еден познат хрватски актер. Мој пријател, се познаваме, човек кој го гледале на филмското платно цел свет, бидејќи игра во многи холивудски филмове, тоа е Раде Шербеџија. Како дојде до тој контакт и каква е неговата врска со Кроација Рекордс? Има ли нешто? Да, и Раде е дел од Кроација Рекордс. Добро. Сите албуми Добро. сите албуми ги Одат преку него? Да. Ги вади преку Кроација. Со Раде се запознавме на Бриони. На Бриони? Добро. Они имат екипа што организираат Концерт. секое лето концерти и театарски представи на Мали Бриони. И ние веќе 2 години поред сме гости. Имаме своји концерти таму. Браво. И се дружиме. Владко многу го ценат во Хрватска. Да. Знам дека дружиме. многу често настапува таму и порано, а и сега веќе со своето трио. Добро. Како ги усогласуваш врските, со настапите и оние кои ги имаш на факултет во Белград? Имаш ли проблеми тука? Па не е лесно, морам да признам. Добро. Ама се трудам
сите страни да бидат задоволни. Така, и да бидат задоволни и мама и тато, бидејќи Така е. си сака да си го видат синчето дома, малку Да, тоа е се малку дружат. по-тешко, ама Така. се трудим. Се трудите, добро. Како течат подготовките за концертот? Колку време се Да се вратиме повторно за концертот во понеделник. Подготовките за сега функционираат супер. Бендот е спремен, можем да кажем слободно. Супер, супер. Може би цел месец се спремаме. И колку време дружење ја очекува публиката со добра југословенска музика? Планираме некаде околу час и половина. Тоа е многу. Тоа е многу и застапени се многу композиции, така? Да. Супер, супер. Добро, имате ли ангажман за нова година? За нова година се планира нешто во Рекорд Паб за U4U. Значи, Официјални во информации Струмица. немаме, ама Што ако Владко Стефановски трио каже, имаме ангажман некаде нагоре? тоа ќе видиме. Имат ли разбирање твоите Имат, се членови разбира, од се групата разбира. за твоите ангажмани? Имат. Се разбира, не можем да се пожалам Така. во никој случај, екипата е спремна на се. Супер. И еве, полека, но сигурно изминува оваа 2021 година, но предпоставувам дел од календарот и за следната година веќе е се зафатени некакви термини. Може ли околу тоа да не откриеш нешто? За сега конкретни информации не можам да дадам, ама предстојат уште турнеи, уште настапи, уште концерти. Има планови, но нема официјални информации. Така, добро, јас се надевам дека ќе имаме и други поводи за вакви разговори. Видов еден убав омот за едно CD ваше, чии автори се нашите сниматели овде, Кире Пиличев и Георги Кончалиев. Зашто станува збор? Тоа е омотот на Тафталиџе Шафл. Така. Тоа е новиот албум што го снимивме во карантин време со Владко Стефановски. И ете топла препорака кој не го слушал материјалот. И колку композиции има на CD-то? Имаме 9 композиции. Автор си е Владко. Автор е Владко. Така. Имаме доста гости на албумот. Тоа е Тихомир Попасановиќ, легендарниот клавиатурист Така. од Хрватска. Васил Хаджиманов, Теодосиј Спасов, Браво, браво. Мајстори на својот Матија занат. Дедиќ. Браво, браво. Тоа се се легендарни Така. уметници. Одлично, одлично. Јас слушнав некои композиции од овој албум и многу ми се допаѓаат, но и не очекував нешто помалку од тоа. Добро, Иване, јас тука би ти се заблагодарил за гостувањето во студио. Ти посакувам многу успех и тебе и на членовите на групата U4U. Во понеделник на вечерта, која се вика исто така U4U. Уште еднаш заеднички да ги поканиме сите љубители на добрата музика да повелат. Предпоставувам карти има се уште, така? За продавање? Има уште карти. Така, цената? Цената е 300 денари. Ништо. Добро, за таква музика ништо, добро. Еве, почитувани гледачи, направете си убав празник во понеделник навечер и бидете дел од големиот концерт на U4U. На вечерта која се вика U4U со прекрасни момчиња кои се надевам, просто сум сигурен дека ќе ви направат во расположение еден незаборавен настан. Ти благодарам, многу успех во кариерата, поздрав по дома и да си ми здрав и жив и ти и членовите на групата. Ви благодарам и јас уште еднаш на поканата. Секогаш сум среќен кога сум во Струмица и кога сум гостин во ТВ канал ВИС. Се чувствувам како дома. Так. Фала ви од срце. Така. Благодарам уште еднаш.